Здраво на сите и добро дојдовте во моето ново видео. Се надам дека не заборавивте како изгледам без капа. Денес ќе снимаме нешто што сега го немам, мислам дека ваков вид на видео немам снимано сега на мојот канал, а тоа е, како да го наречам, како ќе биде насловот на ова видео, ќе биде нешто како 5 маки на луѓето со наочари. На луѓето со наочари. Бидејќи знаете дека веќе ви спомнав во видеото каде што правевме тест за вид, дека јас носам наочари, дека не ги носам по видео, дека не ги носам и вака многу често, но колку што ги носам сепак некогаш морам, затоа што и за тоа ми се земени, за да ми се подобри видот. Сите луѓе кои носиме наочари се имаме некои маки што луѓето што не носат наочари ги немаат. Па да почнеме. Првата работа што издвоив е тоа дека нормалните луѓе, не можам да го користам нормалните луѓе. А луѓето кои не носат наочари во кино кога одат да гледаат 3D филмови посебно, си зимаат нели ти даваат таму 3D наочари и ти уживаш гледајќи го филмот. Но луѓето што носат наочари, има тука се наоѓаат со еден проблем и тоа некако изгледа вака. Да. Ова го правам секој пат и секогаш во кино на 3D филм носам два пара наочари и затоа дури избегнувам да гледам 3D филмови секогаш кога има да бирам дали можам да гледам 2D или 3D, секогаш бирам 2D, затоа што 3D филмови морам да носам два пара наочари. Втората работа е тоа дека не може да легнеме како човек. Поточно не можеме да се подпреме на перницата како што можат и луѓето без наочари. И ако сакаме на пример да гледаме филм оддалеку нели со наочари и да се подпреме на перницата, тоа едноставно не е возможно. Третата работа е чистењето. Обично кога ни се нови наочарите ни даваат едно такво, не знам зашто очекував дека ќе најдам, али мислам дека знаете на што мислам, на она што најчесто е во боја кремасто, мислам дека, и такво едно мазно што ги чистиш наочарите со него. Па тоа кога по 2-3 пати ќе го изчистиме, ќе го испрљаме и више го фрламе, не знаеме кај некој, јас сега што не знам кај ми е, и после се мачиме да го кога ќе ги испрљаме наочарите не можеме убаво да ги изчистиме и тоа некако изгледа вака. Четвртата работа е нешто што мене мислам дека и најмногу ме нервира во носењето на наочари, е тоа кога некој што не носи наочари ќе те види со наочари и доаѓа до тебе. Ле брат, дај да ги пробам наочари бе. Тоа е работа што луѓето со наочари најмногу ги нервира, кога сите луѓе бараат да ги пробаат наочарите така. Зашто? И тука следат реакциите. Леле брат, па кога не сум ги ставил наочари бе, ја исто гледам, леле јас сум ќор бе. Треба и ја да идам да се проверам брат, не, ова не бива вака. Или другиот тип, ама ми е матно, ти си бил ќор бе. И петата и последна работа за ова видео е кога сакаме да се напиеме некој топол напиток најчесто, или тоа се случува и зимно време кога влагаме од надвор внатре, кога се менуваат температурите, нели надвор било ладно внатре, кога влезеш внатре, ти се замаглуваат наочарите, ама почесто се случува и кога пиеме некој топол напиток како што е кафе или чај. Тоа беше тоа, се надам дека, тоест не се надам, туку сум сигурен дека вие што носите наочари се пронајавте во видео и дека овие работи ви се случуваат многу често. Ако е така, напишете го тоа доле во коментари и кажете ми можеби некои други работи што вас ме нервираат и што ви се маки на вас луѓето, на нас, односно со наочарите. Ова беше прв пат да снимам нешто вакво и не знам како ви се допаѓа. Ако ви се допаѓа, тоаш дефинитивно кажете ми го тоа за да знам дали да правам, можеби ова да ни стане некој серијал и јас да правам маки на луѓе со тоа, со она или нешто ко 5 видови на нешто. Имам размислувано одамна да правам нешто такво, али никогаш не сум се решил и еве сега инспириран од моите маки со наочарите решив да снимам
5 маки на луѓе со наочари. Така да, ако ви се допадна овој видео, дефинитивно ставете ми лайк за да ми го покажете тоа, напишете ми доле во коментари некои други предлози за вакви некои слични видеа и не заборавате да се претплатите, односно субскрајбете на мојот канал и ние се гледаме во наредно видео за многу брзо. Чао. Вака ми се замагнуваат наочарите.